Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тира. Еве што ќе гледате во најновото издание. Дали инженер од Македонија е меѓу киднапираните во Либија? На регионот му е потребен заеднички пазар на електрична енергија. Ако продолжат поскапувањата, тоа ќе се одрази врз квалитетот на живот, велат од Организацијата на потрошувачи. Израел ги нападна терористичките упоришта во Газа. Тројца инженери од Македонија, Босна и Херцеговина и Италија, кои работат за италијанска градешна компанија во Либија, најверојатно се киднапирани, соопштило либиското официјално лице. Македонската дипломатија се уште проверува дали еден од тројцата инженери кои беа киднапирани во Либија е македонски државјанин и дали тој воопшто некогаш влегол во Македонија. Италијански инженер кој работел во Либија исчезна вчера утро, јавуваат италијанските медиуми. Според либиската телевизија се претпоставува дека е киднапиран заедно со двајца колеги од италијанската компанија. Министерството за надворешни работи на Италија потврди дека лицата се исчезнати, нивните семејства се известени и активирани се сите канали. Според либиската телевизија станува збор за тројца вработени во фирмата Пјачентини Конституциони од Модина, кои исчезнале во Зувара на западот од Либија. Телевизијата објави и фотографија од човекот Марко Валиса, 53 годишен инженер, додека неговите двајца колеги се босанецот Петер Матих и македонскиот државјанин Емилио Гафури. Според извештаите, пронеден е автомобилот на тројцата инженери пред една куќа и во овој момент нема конкретна информација за нивната судбина, иако се знае дека досега не е побаран откуп од компанијата, информираат од истата. Се обидовме безброј пати да ги контактираме по телефон, но телефоните се исклучени, вели нивни колега од Триполи. Во меѓувреме властите во Зувара почнаа потрага по работниците и веќе привеле можни осомничени. Пјачентини во моментот работи на реконструкција и модернизација на пристаништето во Зувара, сделка вредна 37 милиони евра. Италијанските весници наведуваат дека од револуцијата во 2011 година, кога падна режимот на Гадафи во Либија, речиси секојдневно се киднапираат припадници на безбедносните сили, активисти, новинари, судии, либици и странци. И обично за нив се бара откуп. Велиса Марк, кој е киднапиран, е четвртиот италијанец, односно пред него се киднапирани Джовани Лопорти, свештеникот Пол и Джанлука Салватио, чија судбина е непозната. На регионот му е потребен заеднички пазар на електрична енергија. Маркет операторите од регионот работат на усогласување на механизмите за баланс на одговорност. На регионот му е потребен заеднички пазар на електрична енергија за баланс на енергија е заклучокот од работната средба на маркет операторите на Србија, Албанија, Црна Гора, Косово и Македонија во организација на енергетската заедница, чиј домаќин беше операторот на пазарот на електрична енергија што работи во состав на МЕПСО. Тие на состанок разменија искуства за практиките за утврдување на балансна одговорност на учесниците на пазарот со електрична енергија, за легислативата, балансната одговорност на учесниците, методите за пресметки на дебаланси, утврдување на цените, финансиските порамнувања, пресметките и други теми поврзани со оваа материја. Со презентации за нивото и активностите за утврдување на балансната одговорност на учесниците на пазарот за електрична енергија се представија маркет операторите на Албанија, Македонија, Србија, Црна Гора и Косово, а своја презентација имаше и представник на енергетската заедница. Енергетската заедница е интернационална организација за енергетски политики со седиште во Виена, Австрија. Нејзини членки се државите од Европската унија, а Македонија, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна, Херцеговина, Украина и Молдавија се договорни страни. Засилени се инспекцијските контроли на охридските плажи, ригорозни казни за концесионерите кои немаат уредено обележани капалишта и немаат спасувачи на вода, најавува охридскиот градоначалник. Оваа летна сезона општина Охрид ќе има нулта толеранција за прекршителите на договорот за закуп на плажите, односно за прекршување на одредбите кои ги обврзуваат концесионерите, вели градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Ќе има постојан инспекцијски надзор над плажите, односно нема да биде поштеден ниту еден концесионер кој нема да се придржува до договорот за користење на плажите. Согласно подпишувањето на договорот, ние можеме истиот еднострано да го раскинеме и да ја деактивираме банкарската гаранција со оној концесионер кој не ги почитува одредбите пропишани во него, вели градоначалникот. Тој потенцира дека општинскиот инспекторат ќе биде ригорозен, односно ќе врши постојани контроли и во поглед на бучавата, како и почитувањето на одреденото работно време на плажите. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Ако продолжат поскапувањата, тоа ќе се одрази врз квалитетот на живот, велат од Организацијата на потрошувачи. И останатите содржини по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите.
Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: кои од овие земји ќе играат во големото финале во Бразил? Бразил, Холандија, Франција, Аргентина, Коста Рика, Белгија, Германија, Колумбија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Ако продолжат поскапувањата, тоа ќе се одрази врз квалитетот на животот. Тоа може да доведе до намалување на квалитетот на услугите, а со тоа ќе се зголеми прекршувањето на потрошувачките права, вели во интервју за Инбокс 7 Маријана Лончар-Велкова, председател на Организацијата на потрошувачи на Македонија. Оваа година Организацијата на потрошувачи на Македонија ќе прослави 18 годишен јубилеј. По повод по најновите поскапувања, во неделното интервју на Инбокс 7 разговараме со председателката на оваа организација Маријана Лончар-Велкова. Госпоѓо Велкова, како Организацијата на потрошувачи на Македонија гледа на најновите поскапувања? Видете, и нас не затекоа последните поскапувања, видовме како граѓаните реагираат, сепак ние ги следиме реакциите на граѓаните пред се. Тешко им е заради тоа што голем дел од семејниот буџет нели се одлива за одредени трошоци кои што се пак за енергенси, а тие исто така реагираат на покачувањето на цената на одредени исто така стратешки производи кои што ние секојдневно ги користиме во исхраната, прехранбени производи пред се да речеме, меѓутоа и на другите производи заради покачувањето на цената нели на бензинот, покачувањето на струјата, покачувањето на другите, како што ги спомнав, енергенси, со што потрошувачите всушност се изложени да еве не можат можеби да во структурата на потрошувачката одвојат повеќе средства за други некои потреби што би им го подобрило квалитетот на живење. Секако дека овде е значено да се обезбедат приоритетно нели првено вие, значи трошоци, па потоа и другите. Меѓутоа ќе остане помалку за храна, ќе остане помалку за прошетки, ќе остане помалку и за други значи потреби, за еве училишта, за децата и така натаму. Па и за одмори ако сакате, па и за купување на весници или купување на некоја техничка стока, со што всушност ќе трпи и бизнес секторот. Ако продолжат покачувањата, сега за сега се значи многу граѓани реагираат дека и сега е тоа тешко и сите реагираат, нели? Заради тоа што вие имате трошоци за телекомуникацијски услуги, порано пред 15 години, 20 можеби немавме толкави издатоци нели за телекомуникацијски услуги, фиксен телефон, евентуално еден мобилен, сега се повеќе и повеќе расте бројот и на мобилни телефони, користење на услугите од мобилните оператори. Потоа исто така потрошувачката на струја, немаме можности значи да се грееме со друг енерген, значи само струјата ни е пред се и освен во Скопје нели кај што имаме и топлотна енергија преку топлификација, преку БЕК, а другите градови претежно нели со дрва и така натаму. Сега како да се изнаоѓаат други начини на им се помогне, односно дали со конкуренција поголема на пазарот се намалуваат цените, што се е видливо во телекомуникацијскиот значи сектор. Дали утре кога ќе имаме нели можности да купуваме енергија на пазарот електрична, исто така ќе се намалат цените, односно ќе имаме одредени услови под кои што ќе се продаваат. Некои тврдат дека ќе се зголемат цените, меѓутоа пак потрошувачите ќе имаат избор. И третата област е нели оваа кај топлинската енергија, како подобро да се дојде до потрошувачот, односно му се дадат се подобри услови за да тој биде мотивиран да се приклучи кон топлификацијскиот систем во градот Скопје. Се со цел барем дел од овие трошоци да се намалат. Секако дека тоа се високи суми и дека сите не оптоваруваат и особено беа погодени нели имавме случаи кај што потрошувачите изјавуваат дека се погодени од покачувањето на цената на лебот од некои производители кои што дури ја покачија пред било овие покачувања да се случат околу први. Од друга страна, некои реагираат на тутун, значи на цигарите дека се покачуваат, акцизата се покачи. Дали последните поскапувања можеби ќе доведат до намалување на квалитетот на услугите, а со тоа и можност за директно прекршување на конкретни потрошувачки права? Па можеби поради тоа што ако дојде до поголеми поскапувања, потрошувачите нема да имаат толкава куповна моќ, можеби и тие добри фирми кои што се заинтересирани да влезат и да останат на пазарот нема да имаат интерес. И сето тоа нели нормално ќе се одрази врз бизнисот заради тоа што како што реков веќе ќе се намали одењето можеби во ресторани, можеби некои други видови на услуги нема да се користат, како што се одредени патувања надвор од државата или внатре. Едноставно ќе се штеди нели на многу области зашто самите облека, храна, обувки и така натаму максимално што ќе се одрази врз квалитетот на
животот. Пример, ако сте произведувале килограм леп, нели тој нема да биде веќе килограм, одамна не е 600 грама, одамна не е 450 грама, пошто има разни, мислам, можности избор на да почнеме од лебот, туку грамажата може да се намалува на одредени производи, како што се еве и лебот и пекарските производи и така натаму. До исто така имавме ние сериозни, нели, интересни во Европска унија и во другите држави па и кај нас, да речеме во едно исто пакување кое што ви изгледа дека е 500 грама, да имаме 100-500-400 грама. Дали се тоа одредени, нели, тестенини или слично, па може да биде и ориз, па може да се намали, нели, грамажата на одредени производи со цел визуелно, значи, да не се осети дека е намалено, меѓутоа и де факто да биде намалена грамажата, со што всушност ќе биде покачена цена. Наред се светските вести. Израел ги нападна терористичките упоришта во Газа. По кратката пауза и останатите содржини. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Израелската полиција уапси 6 осомничени за убиството на палестинскиот тинејџер, чие тело беше најдено запалено во Иерусалимската шума во средата. Израелската армија изврши воздушни напади врз 10 локации во појасот Газа. Во случајот со наводното одмазничко убиство на палестинското момче во Израел се уапсени неколку лица. Во протестите и судирите во убиството приведени се повеќе лица, меѓу кои и еден млад американец. Израелските медиуми, повикувајќи се на полициски извори, јавуваат за важен развој во истрагата по повод убиството на младиот палестинец. Израелската полиција уапси 6 осомничени за убиството на 16-годишниот палестински тинејџер, чие тело беше најдено запалено во Иерусалимската шума во средата, неколку часа откако беше киднапиран во источен Иерусалим. Портпаролот на полицијата истакна дека истрагата оди во повеќе правци, но не се исклучува дека се работи за одмазнички чин. Постојат укажувања дека зад убиството стојат националистички мотиви, рече тој. Медиумите пишуваат дека убиството е одмаста за киднапирање и убиство на тројца израелски ученици, чии тела беа пронајдени на западниот брег 2 дена претходно. Инаку демонстрациите се проширија од источен Иерусалим кон централен и кон северен Израел. Во повеќе места населени со палестинци дојде до жестоки судири. Во Иерусалим беа направени блокади на улиците, а уапсени се повеќемина демонстранти, меѓу приведените и еден американски државјанин, 15 годишен братучет на убиениот палестински тинејџер. Неговите родители изјавија дека тој бил уапсен уште во четвртокот, откако израелските полицајци го претепале. Видео на интернет прикажува како пограничен израелски полицаец удира на безвесно тело пред колегата да го однесе. Портпаролот на полицијата не можеше да потврди дали се работи за уапсениот американски државјанин. Соединетите американски држави побараа расветлување на случајот. Во текот на изминатата ноќ во реонот на аеродромот на Луганск, кој се наоѓа под контрола на украинските сили, имало пристрелка со минофрлачи. Борбени действија се водели и кај населените пунктови Красни Јар, како и близу граничниот премин Варино, на границата со Русија, кој го контролираат проруските сепаратисти. Се уште нема прецизни информации за жртвите. Во центарот на Луганск денеска е отворен пункт за собирање потписи со цел да се испратат до генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун со барање да биде запрена агресијата на Киев кон мирните жители. Вчера Министерството за здравство соопшти дека во изминатото деноноќие во болниците во градот како резултат на бомбардирањето и нападите на украинските сили биле примени најмалку 80 лица, од кои 56 биле цивили, а 24 проруски доброволци. Председателот на Украина Петро Порошенко изјави дека војната операција во источниот дел на земјата продолжува. Според него, припадниците на милициите не ја искористија шансата да го предадат оружјето и сега мора да сносат одговорност за своите постапки. Украинскиот претседател најави хуманитарна помош за жителите на Славјанск и останатите градови каде што тоа е неопходно.
Во два напади на Кенискиот брег убиени се 29 лица, соопшти Кениското министерство за внатрешни работи. Сомалистичката исламистичка група Ал-Шабаб ја презеде одговорноста за нападите, прецизирајќи дека тие се одговор на учеството на Кенија во Африканската унија во Сомалија. 9 лица се убиени во трговски центар во Хинду, во округот Ламо, во близина на местото каде минатиот месец беа убиени 65 лица. Во нападот во районот Гамба убиени се 20 лица. И двата округа се наоѓаат северно од пристаништето Момбаса. Борци на Ал-Шабаб влегле во полициската станица во Гамба и ги ослободиле оние кои биле во притвор. Некои од притворените биле поврзани со нападите во Мекпектони пред 2 недели, соопшти полициски службеник. Во престрелката загинаа и полицајци. Актуелната владеачка коалиција во Ирак треба да ја повлече поддршката за третиот мандат на премиерот Нури Ал-Малики и да предложи нов кандидат, изјави влијателниот шиитски духовен лидер Муктада Ал-Садар, цитиран од британските медиуми. Новоизбраниот ирачки парламент е блокиран од препирките околу формирањето на новата влада. Во соопштението на својата интернет страница, објавено досна синоќа, Садар вели дека Малики себе си и нас не вовлекува во неплодни конфликти за безбедносни прашања и во тешки политички кризи, и додаде дека би го поздравил откажувањето од можноста Малики да го добие третиот премиерски мандат. Со следната тема се враќаме кај нас. И храмот Свети Димитрија во селото Градешница ќе се реставрира. Во оваа црква пронајдени се многу гробови. Таа е еднокорабна градба, полуобличесто засведена. Судејќи по зачуваните столбови со орнаментни капители, веројатно се работи за материјал што бил донесен од постара црква за потребите на оваа црква. Врз црквата беа извршени конструктивни зајакнувања, конзервација и реставрација на објектот во прва фаза. Градешница е ридско село и лежи на надморска височина од 800 метра на 52 километри од Битола. Не се знае кога точно настанало селото, но според археолошките наоди може да се утврди дека на ова место постоел континуитет на живење дури од преисторија. Доказ за ова е керамиката, декорирана со спирали вградени во црквата Свети Ѓорѓија во горниот дел на селото. Она што малку луѓе го знаат е тоа дека во ова село во 1952 година е пронајден и запод мастодонт, еден од 9 примероци од мастодонт пронајдени во Македонија кои денес се чуваат во Природниот музеј во Белград. Селото го слави празникот Свети Илија Илинден, кога во манастирот во близина на селото се собираат голем број на иселеници и жители од другите мариовски села. Интересен е фактот што во ова село се наоѓа и црквата Свети Димитрија, која е една од најстарите во Битолскиот регион. Потекнува од 16 век и е градена од камени малтер, а покривот од камени плочи. Многу важен споменик на културата, но и археолошки локалитет. По пролетните месеци, со топањето на снегот, црквата негде до 10 сантими се полнеше со вода внатре. Не успеавме да го решиме тоа. Тоа е значаен и како археолошки локалитет. И како таква, претходно кога се вршеа ископувањата за дренажа и за темелното закривање, имаше екипа на археолози од кај нас кои што го вршеа надзора. И се утврди дека беше малце проблематично да се до крај да се спроведе проектот на Гаврилович, каде што предвидуваше 2 попивателни бунари. Во оваа црква пронајдени се многу гробови. Таа е еднокорабна градба, полуобличесто засведена, судејќи по сочуваните столбови со орнаментирани капители, веројатно се работи за материјал што бил донесен од постара за потребите на оваа црква. Врз црквата беа извршени конструктивни зајакнувања, конзервација и реставрација на објектот во прва фаза. Во оваа фаза се правеше дренажа на црквата. Проектот беше изработен од професор Гаврилович, тој е меѓународен стручњак. Го направи проектот за дренажа на црквата. Градена е од кршен камен и особено специфична подзидната олтарна преграда иконостасот, која има дебелината на зидот на кој во фреско декорацијата се предадени ликовите на Исус Христос, Богородица, Умиление, Свети Димитрија и Свети Никола. Во наосот на јужната страна е деисизната композиција Свети Архангел Михаил, во втората зона Свети Јован, Свети Климент, Света Ана и други. Во третата зона Лазаревото воскресение, крштението, раѓањето на Христа. На западната страна е композицијата Успение Богородично. Сочуваниот живопис што е насликан во наосот и во иконостасот се разликуваат од тој во олтарната апсида. Судејќи по третманот и стилските карактеристики, овој живопис најверојатно му припаѓа на 14 век. Меѓутоа, животот во олтарната апсида како асоцира на тој од наосот и иконостасот, според сликарскиот третман повеќе упатува на сликарските остварувања од 15 век. Во внатрешноста на црквата олтарниот дел е разделен од зиден иконостас што представува
станала вистинска реткост. За време на Првата светска војна, преку покривот во црквата паднала артилериска граната, но не експлодирала. Кровната конструкција на објектот, значи, се оди само на привремена заштита. Во следната фаза ова сето ќе се тргне, ќе се изврши покривање соодветно на црквата со камени плочи. Следно што ќе му кажеме на општината, тоа ние што видовме, значи самите можеби селаните и општината, кога се правеше патот, се затворија не докрај ичистени каналите. Практично тие доведоа до појава на вода. Значи во некој повторно кој ќе имаме големен дотек на вода, значи можно е повторно дренажата да не ги прифати тие води. Имено познато е дека селото Градешница било населено од најрани времиња и истото има особено богата христијанска традиција. Доказ за ова е и црквата Света и Антонија на горниот крај од селото, која всушност била стара римска вила која во 4-тиот или 5-тиот век била прилагодена во црква. 3 поводи и една причина. Идемир Хисарде има свое културно лето, кое започнува од утре. Милениумска причина е поводот за 3 во едно случување. 1000 години постоење на манастирот Свети Јован Претеча, 1000 години од смртта на цар Самуил и 1000 години постоење на Слепче. Не дека претходно не постоеле, зашто постојат и записи, но се искористиле за причина во едно слепчанско дворче како идеја Идемир Хисарда има свое културно лето. Околу оваа организација се вклучени луѓе од елитната македонска научна мисла, академици, професори, доктори на науки, уметници, актери, шоумени, кои што помагаа околу профилацијата на самата програма што треба да следува, со нивни теми и содржини, но и со самото нивно присуство. Присуство се најавија председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов, председателот на МАНУ, господинот Владо Камбовски, амбасадорот на Република Унгарија во Македонија, господинот Јожеф Бенце, како и бројни други гости. Воедно ја користам оваа прилика да ги поканам сите граѓани на Република Македонија да го посетат Демир Хисар и на 7 јули заеднички да одбележиме милениумската прослава. И не е само милениумскиот јубилеј, туку и животот во овој крај. Знање и мање е настан кој се случил далечната 1988-та и Лепи Сол 1990-та година. Последно. Почнува уште на 6-ти дента, неофицијалниот почеток, кога село Слепче ќе добие комплетна вертикална сигнализација, она што му недостасуваше. Слепче е веќе променето, оние што не биле во последните неколку месеци, ќе се зачудат што се имаме направено таму. На 7 е протоколарниот дел, односно почетокот на оваа манифестација, со присуство на овие луѓе кои ги спомна и градоначалникот, а јас би сакал да го одвојам како специјален гостин добитникот, лауреатот на фестивалот Акторот на Европа за оваа 2014 година, големата холивудска звезда Раде Шербеджија. Како што го викаат, кметот на Слепче, наизворно кажа дека се директни потомци на Самуиловите војници кои на поминување од таму останале да живеат. Значи, јас како најлегитимен прстеник од Слепче, не би можел многу да кажам на Слепче, затоа што Игор премногу кажа. Јас само ја поканувам цела македонска јавност, ве поканувам сите вас да дојдете во нашите најубави слепчански дворови, да се напиете најубава слепчанска сливовица, да помините најубави моменти и кога одите кон манастирот, да посетите еден од најубавите ресторани, етно куќа, вила Горна куќа, и се разбира на крајот, значи, како крем на нашата гордост, манастирот Свети Јован Претеча, кој е впрочем и гордоста не само на Демир Хисар, туку гордоста и на Македонија и многу пошироко. Манифестацијата која почнува на 6 јули, ќе трае до 20 септември. Има поддршка од Министерството за култура, но е финансиран од донации на добронамерници, а се оди на сметка на КАТ продукција кои ќе организираат. Сите настани да се случат како што треба. За кое што одговорно и со цела наша сила ќе застанеме да организираме таа работа што ни е доделена. Значи, станува збор за една голема манифестација, која што на некој начин и влегува во историјата и во големата историја на Македонија. И ми е многу мило што ќе видиме дел од таа организација на цела манифестација. Че ние со нашето искуство ќе се потрудиме да сето тоа го организираме во најдобар ред, од технички аспект,
програмски аспект да одговориме на сите прашања. Воедно сите тие настани ќе ги забележиме со нашите камери и фотоапарати. Оваа манифестација е почеток на една друга 1000-годишна традиција, велат организаторите, која до година ќе се потруди да опфати и други од 40-те села на Демир Хисар. Ги повикаа сите македонци да дојдат и да го посетат овај најреволуционерен крај во земјава. Одделенски наставник во пензија пред 46 години забележал дека поседува талент, од камчиња создал вистинска уметност. Минете низ Новаци и од левата страна кога одите за кон рек, во дворот на еден човек ќе забележите некакви слики. Ако решите да застанете и да погледнете одблизу, сигурно ќе останете подзинати што се вели, бидејќи тие слики нималку не се обични, ниту пак познати, дури не се ни никогаш изложени. Одделенски наставник во пензија пред 46 години забележал дека поседува талент за уметност во себе си, во душата, но и во своите раце. Вештината немало да биде усовршена ако мотивот во главата не била Крушево и неговите историски записи, војводите, револуцијата, ослободителната борба и другите активности на тогашно ВМРО. Не дека некој друг ова не го искористил како идеја за реализација во смисла да се создаде дело на платно или некоја друга техника. Интересното тука е што овие камени плочи кои споени даваат една композиција, се создадени од редење на камчиња по принципот на мозаиците од времето на Хераклеа Линкести. 4 години му требале на 73 годишниот Борис да ги исправи војводите во дворот од 69-та до 73-та година, но многу повеќе за да ги собере потребните камчиња, зелените, мрмерните, кафеавите, темните и останатите кои ги креираат ликовите. Пак мора да се ликот да дочара некако. Ликот да се доцари. Прво цртеж се припрема, форматот кој што е, и се ритушира со камчина. Зелени камчина кои имаше вамо на кај Велес. Поготово ретко имаше зелен камен да се од спилите од некаде припремал. Оние што го познаваат Чичко Борис велат педантен човек, не остава камче зад себе. Ги собира и ги реди, а некако нас шутни овде, фрли онде. Инаку, ова не секојдневно дело единствено пред многу години било изложено пред офицерскиот дом во Прилеп и никаде на друго место, освен во дворот на Илиоски. На ред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување. Сите ваши семени веселби и свечености нека бидат овековечени од вистински професионалци со најсовремена дигитална техника, единствено во градот, панорамско снимање за вашиот бизнис,